Ako përikthehemi sërish në studio dhe në fakt siç edhe paralajmërova do flasim për raportin e Progresit Thomas Vajc, I cili tashmë shpalosur dhe kemi pas mundësi edhe të dëgjojmë edhe opinione nga më të ndryshmet, është diskutuar edhe në media dhe jo vetëm. Për ta sqaruar dhe për ta folur pak më zgjerimisht dhe pak më në detaj, me mua këtu në studio është Dimitar Николовски, drejtori екзекутив и Eurothink. Добър ден, добро ни дојдовте. Добар ден, добро ја најдов. Ви благодарам на поканата. Благодарам многу што одвоивте време за нас. Би сакала да почнеме веднаш со извештајот. Кое е неговото значење, особено за Северна Македонија? Да, па вака, има доста големо значење овој извештај. Како прво е еден политички сигнал од Европскиот парламент. Значи, оваквите извештаи ја обликуваат политичката клима во Брисел, влијаат врз ставовите на државите во однос на нашиот процес на проширување, на пристапување кон Европската Унија и создаваат еден наратив дали ние сме реформски подготвени за овие предизвици. Понатаму, овие извештаи создаваат една рамка за едни одлуки внатре во Советот на Европската Унија. Значи, тие се политичка основа за дебати во Советот, документ кој се цитира често во тие дебати и се користи како аргумент за или против самото проширување, значи самиот процес на проширувањето, не само за нашата држава. Во однос на домашниот политички импакт, тоа е исто така една референтна точка во внатрешните политички дебати кои ги имаме. Се користи како уште еден аргумент за уставните измени, тоест како дополнителен притисок, би рекол, од Европската Унија за уставни измени и представува еден индикатор како Европската Унија нас не гледа. Дали не гледа како сериозен кандидат, и на тој начин овој извештај создава притисок за сите чинители во државата, и за владата, и за опозицијата, но и за граѓанското општество и за самите институции. Ако ја погледнеме геополитичката слика во која се наоѓа Европската Унија моментално во однос на војната во Украина, прашањата за безбедноста и идната безбедносна слика на Европската Унија, исто така дискусиите за нови модели на проширување. Важно е како овој извештај не представува, дали не представува како еден партнер на кој може да се наслони Европската Унија, предвидлив партнер, или пак имаме многу слабости и поради тоа сме недоверливи. Исто така символички, ова е важно затоа што ја покажува нивото на доверба помеѓу Брисел и Скопје и е тест за кредибилитетот на политиките за проширување. Така да има доста голема важност, не е на истото ниво како што е Прогрес репортот, годинешниот Прогрес репорт кој го издава Европската комисија. Меѓутоа дефинитивно е меѓу најважните годишни документи кои ги добиваме ние од ЕУ. Тоа што е интересно е дека овие извештаи знаат да бидат и контроверзни. За разлика од ланскиот, овој годинешниот е неконтроверзен извештај, немаше некои посебни дебати околу неговата содржина. Меѓутоа, ако се навратиме лани, каде што имаше посебни референции кон македонскиот идентитет и јазик, па измеѓу првото читање и пленарната седница имаше огромни притисоци за Томас Вајс, особено од бугарска страна и особено, значи, од бугарски европратеници. Беше, значи, се покренаа и тука дебатите многу, беше наистина натегната ситуацијата. Гледаме дека оваа година Томас Вајс е многу по-предпазлив. Што има ново во извештајот, ако споредуваме со минатата година, но и пред тоа, дали има нешто ново или пак тапкаме во место, да кажеме така, со истите проблеми? Па вака, нема многу нови нешта, повеќе повторување на некои досегашни критики, меѓутоа имаме доста позитивни страни самиот извештај. Значи, една од нив е, како што се нотирало и во Прогрес репортите, имаме целосно усогласеност со надворешната безбедносна политика, особено во однос на санкциите за Русија. Тоа покажува дека сепак имаме една геополитичка зрелост и јасна евроатлантска ориентација. Понатаму се спомнува, тоа е ново, инфраструктурата,
коридорите 8 и 10 дека има напредок во однос на овие коридори како дел од тоа ТЕН-Т што се нарекува, тоа е трансевропската транспортна мрежа, што покажува дека има конкретна европеизација на терен наместо само на хартија, како што обично се нотира. Потоа имаме законодавна усогласеност во некои економски и административни сегменти. И исто така има позитивна оценка за граѓанското општество и плуралноста на медиумите, дека прилично плурална е сликата тука, тоест дека демократскиот простор не е затворен како што бил во некои претходни години во нашата држава. Сега покрај овие позитивни страни има и критики и повеќето од критиките се повторуваат и во претходните извештаи, не се нови, како на пример критики во однос на владење на правото, значи има бавен напредок, реформи, потребни се повеќе реформи во судството, проблеми со политичкото влијание и независноста на судството и обвинителството, потоа проблеми со корупцијата, дека има високо ниво распространета корупција, слабо има испорачување на конечни пресуди, особено во оние со висок профил. Исто така дека има слаба ефикасност на антикорупцијските механизми. Понатаму се нотира дека има голема поларизација во општеството, особено помеѓу политичките партии, и таа поларизација и недостаток на консензус ствара блокада во реформите. Се спомнуваат и уставните измени, како и многу пати досега, и потребата од донесување на уставни измени за да можеме да го откочиме самиот процес и да не тапкаме во место. Ако имаше една позитивна оценка во однос на граѓанското општество и медиумите, има и една критика, а тоа е дека сепак ситуацијата е малку полоша од претходно, иако е се уште добра, дека има концентрација на медиумското сопствеништво, што е една опасност доколку продолжи таквиот тренд, и дека имаме предизвици во однос на квалитетот и отпорноста, во однос на дезинформацијски кампањи од кои страдаме. Така да генерално земено еден заклучок е дека нашата стратешка ориентираност е добра, но институционалната трансформација е сепак недоволна. Ние ќе зборуваме за сите овие точки за кои вие зборевте накратко. Би сакала да почнам со корупцијата. Овој извештај не е единствен и знаем дека секоја година ние зборуваме за високиот дел од корупција тука кај нас и кај институциите, но знаеме и ние имаме како корупцијски феномен и кај граѓаните, мислам така и функционираме индивидуално. Доколку ние ќе чекаме овие извештаи да ни кажат дека вие имате проблем со корупција за да ние превземеме нешто? Па ние може да почекаме многу време за такво нешто, се додека не постои реална политичка волја за справување со овие предизвици. Значи на институционално ниво и во однос на судските реформи и во однос на корупцијата имаме огромни проблеми кои се како резултат на одредени проблеми внатре во државата. Значи политичката поларизација го прави своето. Значи има мала меѓупартиска соработка во однос на овие прашања, има мала и ниска институционална доверба, знаеме за судството фамозните 2%. Самите реформи се бавни, особено во правосудството и корупцијата како што се оценува. Потребни се, значи, за да можеме да кажеме крај на овие вакви извештаи, јакнење на независноста на судството, ефикасноста, интегритетот на судството, исто така да се адресираат оние ограничени административни ресурси кои ги има судството и обвинителството за кои секогаш се жалат. Значи борбата со корупција оди слабо, таа е распространета во многу области, меѓутоа не се адресирани сите области каде што вирее корупцијата. Мора да постојат силни истраги и правосилни пресуди, особено кај оние со висок профил. Има
се забележува во повеќе извештаи, значи некои институционални проблеми како што се изборните кампањи кои го блокираат реформскиот процес во однос на корупцијата. Како што реков, административните капацитети, нема долгорочна посветеност кај нашите политички елити за вистинско справување со овие проблеми. Значи, потребна е политичка волја, резултат во реални случаи, судска независност и истраги со правосилни пресуди. Знаеме дека самото судство пати од долги постапки кои траат со години за останати предмети, особено одолговлекување и застарување на некои дела кои се поврзани со високата корупција. Самото судство имаше внатрешни проблеми големи, конфликти во судскиот совет, менување на председатели на судови, меѓусебни обвинувања за корупција. Исто така постои еден отворен конфликт помеѓу судството и владата. Владата ги обвинува за нефункционалност, за политичка пристрасност, за корупција, отпор кон реформи. Исто така ги обвинува дека се тие еден затворен круг кој самиот се штити себе си и до кој е тешко да се продра. Судот од друга страна обвинува за политички притисоци врз судиите, за обиди за нивна дискредитација и користење во политички аргументи. Така да ова е целата една слика каде што и правосудството и корупцијата се огромни проблеми каде што гледаме дека понекогаш постојат некои чекори напред и реформи, меѓутоа имплементацијата на законите заостанува. Дали ние гледаме сериозна и објективна волја од Северна Македонија, дали ние ќе зборуваме тука за судство, за влада или пак за други институции, за реформи, за да почне нешто да се работи низ патиката на ЕУ? Па, знаете како јас и во претходни некои интервјуи имам кажано дека за жал моментално реформската агенда е единствената игра во градот, така наречено на англиски преведено. Значи ние најмногу гледаме преку реформската агенда и волјата да се прават реформи, особено внатре во јавната администрација. Со реформската агенда заостануваме доста во однос на испорачаното, иако сме на врвот во регионот. Меѓутоа, значи, сите земји доста слабо котираат во однос на тоа што имаат завршено од реформската агенда и сите индикатори. Меѓутоа, да гледаме дека всушност главниот предизвик, јас би рекол дека е кај политичките партии за професионализација на администрацијата и за деполитизација на администрацијата. Мислам дека се уште тука не постои волја дека политичките партии морат да се откажат од една област каде што обично имаат моќ, а тоа е кој ќе се вработи во јавната администрација, дека обично се уште е така низ долгите години, дека партиите се тие кои одлучуваат кој на која позиција ќе влезе во јавната администрација и мислам дека кога ќе имаме таков шифт во свеста дека тоа е едно поле од каде што тие мора да се откажат, тука мислам дека ќе имаме напредок. Значи, една реформа би била деполитизација на јавната администрација. Што би било другите реформи кои што ни се најитни, можеби? Па другите реформи се однесуваат, значи, општо во борбата против корупцијата, тоа е спроведување на тоа што е донесено како реформа. Значи, многу поголем проблем има во однос на имплементацијата отколку самите закони. Да, често пати ние и тука многу гости ни имаат кажано во ова студио дека имаме супер закони, имплементација и спроведување на закони имаме многу голем проблем со истите. Колку е реално членството на Северна Македонија во Европска унија? Јас би сакал да верувам дека е се уште реално. Зашто? Поради тоа што многу сигнали доаѓаат дека Европската унија е многу подготвена за да ги прими Албанија и Црна Гора пред се. Црна Гора како предводник во процесот.
Знаеме дека и двете држави отвораат и затвораат поглавја и кластери. И се лицитира со термини кои некои се зборува дури за 2027 година. Понатаму, итноста која се случува за европско проширување во однос на војната на Украина и потребата за Украина да биде дел од Европската Унија, исто така ги забрзува процесите и постои поголема волја за некаква флексибилност натре во Европската Унија, барем што се однесува на Украина. Ние тука можеме нешто да добиеме. Мислам дека е опасно да останеме во групата со Србија, која има огромни проблеми со демократскиот капацитет пред се, кој што потсеќа на некои црни времења од нашето минато исто така. Босна и Херцеговина, која што има проблем со дефинирањето на државноста, со внатрешната кохезија и со прифаќањето на самата држава. Косово, кое што не е признаено од неколку земји членки. Значи, ако останеме на таа група, тоа може да значи и многу подолго чекање. Ние мислам дека мораме да направиме еден брз исчекор за да се вратиме во групата со Албанија и со Црна Гора, во која според учинокот на самите реформи и припаѓаме ние. Меѓутоа, за жал, го знаеме проблемот со уставните измени и заглавени сме тука, но мислам дека не смееме да се откажуваме од таквата идеја. Кога сме кај уставните промени, колку се важни во ова патека и дали имаме светло на крај на патот? За светло не можам да ветам, затоа што за жал сигналите кои ги праќа нашата влада во овој момент не ветуваат. Меѓутоа мора да им се признаем да им се даде кредит за тоа дека се обидуваат да бидат креативни во периодот од значи блокадата, да речам, и деблокирањето после тоа во 2022 година и францускиот предлог, после промената на власта и доаѓањето на ВМРО ДПМН, кое знаеме дека претходно не се согласи со уставните измени, се убедуваат на повеќе начини да издействуваат некаква промена кај Европската Унија. Така, например, со одложено дејство да бидат уставните измени, да има посебни гаранции заштита на нашиот идентитет, јазик, историја и така натаму. Исто така да има гаранции дека нема да има некои билатерални блокади во иднина откако ќе се промени условот. За жал, никаков позитивен сигнал немаме добиено за ниту еден од овие предлози на владата. Значи, секогаш барем во она што се зборува во јавност, за затворени врати не знаеме како реагираат представниците на Европската Унија, меѓутоа во јавност што е дека секогаш се повторува дека уставните измени се првиот чекор кон отворање на кластерите и поглавјата. И сега тоа значи дека ќе мора да се промени некако реториката внатре кај нас. Мислам дека беше грешка што се тргна со една таква силна реторика уште на самиот почеток дека тоа е едно предавство. Мислам дека Европската Унија погази некои своји принципи при носењето на францускиот предлог, најверојатно поради итноста која се чувствуваше од страна од војната во Украина во тој период, која започна тогаш, од прилика, се бараше некое брзо решение и ова решение испадна. Сега, јас не сметам дека е тоа премногу проблематично и дека е некаква голема закана внесување на бугарите во уставот за македонскиот идентитет. Мислам дека тоа ќе направи подцврста и секако да не заборавиме дека тука повеќе етнички заедници треба да бидат вклучени, значи повеќе етнички заедници ќе се чувствуваат признаено и ќе се чувствуваат почитувано од државата во која живеат. Меѓутоа, мислам дека тие стравови кои ги имаме може лесно да се елиминираат само повторно со политичка волја и со промена на реториката, особено на власта, затоа што гледаме дека не постојат некои посебни поместувања од страна на Европската Унија. Последните неколку предлози кои ги даде премиерот Мицковски
во однос на признавањето на Омо Илинден, тоа е Сдруженијата на македонците во Бугарија, е можеби малку чуден услов, но еве да кажеме дека на некој начин би бил изводлив. Доколку тоа се спроведе, таа регистрација на невладина организација се спроведе од страна на судските институции во Бугарија. Но вториот услов кој го даде премиерот, а тоа е дека гаранции дека нема повторно да има блокади и вета, мислам дека не е возможно на никој начин да го испорача Европската унија. Тие не се во можност сега Европската комисија, да речеме фон дер Лајен или некој да направи еден документ кој ќе го потпише и ќе го печатира, да ни каже дека тоа го гарантира. Не може да се гарантира тоа, затоа што државите членки се автономни во носењето на таквата одлука. Што ако, например, по промената на Уставот се зајакне кај нас говорот на омраза, да речеме, или напади врз луѓе кои се чувствуваат бугари. Например, кажувам, можеби и некој друг, можеби ќе отвориме повторно некој фронт со Грција. Значи никако не можеме ние да очекуваме дека ќе имаме некаква гаранција дека нема да има вета, туку ние мораме стрикно да се придржуваме да го исполниме тоа што сме го ветиле. Значи, потезот на давање на една форма на ултиматум, кој што беше од премиерот, не беше најдобриот потез, да кажеме. Беше добар потез за внатре политички цели и за јакнење на некоја кохезивност кај така патриотско расположено население. Меѓутоа, што се однесува во однос на Европската унија и да се добијат некакви придобивки, апсолутно би рекол не е ефикасен потез. Не соодветно пласиран. Би сакала да остануваме на тоа што премиерот Мицкоски ни има кажано последното време. Дали има реална можност за членство на Европска унија без право на глас до 2027? Да, интересно беше тоа што премиерот го пласираше во јавноста, за која се отворија доста дебати и подоцна една реакција од страна на евроамбасадорот Рокас. Значи, тој рефлектираше дебати кои се случуваат моментално во Европската унија. Има повеќе нон-пейпери кои неколку држави ги имаат изведено. Во последно време беше пред околу месец дена, мислам, некој Италија и Австрија или Словенија излегоа. Значи, има предлози доста и стручни дебати во однос на тоа прашање како да изгледа во иднина проширувањето. Сега што е работата? Што премиерот тоа го пласираше како нешто реално дека ќе се случува. Меѓутоа тоа е само дебата. За да се променат тие работи, да се влезе, значи да има нов квалитет, би рекол, некое членство со нов квалитет, со нови одлики за разлика од моменталното полноправно членство кое постои така дефинирано. Тоа значи дека мора да се менуваат самите договори на Европската унија. Значи мора да се продира во самите темели на Европската унија. За такво нешто е повторно потребен целосен консензус внатре. И за тоа мислам дека е поголем процес, подолг процес, за да се изгради тој консензус. Мислам дека тоа не би се случило до 2027 година. Се сеќаваме пред повеќе од 20 години кога имаше предлог за Европски устав и каде што имаше референдуми внатре во Франција и во Холандија кои што го одбија тоа. Така да нешто такво слично може да се случи повторно. И мислам дека до такво нешто ќе дојде многу тешко. Тука постојат и повеќе други предлози, како например да се отвораат тоест да се отвораат преговорите со целосен консензус, а потоа за чаптерите и за кластерите да се оди со квалификувано мнозинство. Така да има доста предлози и дискусии, меѓутоа нема тоа толку брзо да се случи, доколку воопшто се случи, доколку се изгради тој некој европски консензус.
Спомнавте Албанија како една од државите кои што очекуваме најбрзо можеби да стане држава членка во ЕУ. Дали би виделе повеќе евроскептицизам тука ние внатре во државата ако Албанија ќе биде членка? Па вака, ние го мериме во Евротинг, значи од 2014 година нивото на поддршка за Европската Унија секогаш било високо околу 70%. Видовме голем пат околу 2021-втората година, од дури некои 20%, значи тогаш се забележа некоја умореност кај македонските граѓани од самото прашање и изголемување на политичкиот цинизам. Мислам дека политичкиот цинизам останува и таа некој дефетизам кој го има. Ние во директни разговори со граѓаните преку фокус групи гледаме дека таа ориентација прозападна, проевропска, проевроатлантска ориентација останува кај граѓаните се уште во огромен процент. Кога прашуваме прашање дали сте повеќе за една таква ориентација или треба да се преориентираме во некоја Евроазијска унија или нешто такво, значи околу 2:1 е односот на граѓани кои веруваат во едното и во другото. Сега последни релевантни истражувања од други наши колеги гледаме дека повторно нивото за поддршка за членство во ЕУ кај нашите граѓани е пораснато, значи блиску до 70%, така да тоа граѓаните го сакаат. Мислам дека и покрај политичкиот цинизам кој останува тука како една битна одлика кај нашите граѓани и дефетизмот, тоест немањето надеж дека било кога ќе не примат, мислам дека треба да се задржиме на позитивното, а тоа е желбата кај граѓаните. Напредокот на Албанија или да кажеме доколку тие станат целосни членки на Европската Унија, а ние останеме на ово ниво на кое што сме сега, ќе создаде фрустрација кај граѓаните, мислам дека ќе создаде фрустрација особено кај етничките албанци во Македонија, затоа што ќе гледаат што се случува преку границата, а тоа е нешто што е достижливо и за нас, затоа што и ние ги имаме истите капацитети како Албанија да испорачаме реформи и да бидеме членки. Меѓутоа, еве заради овој проблем сме се уште заглавени. Моментот овие последните години имаме различна патека особено на геополитичките аспекти поради војните за кои што и вие зборевте пред малку, но дали сме ние премал проблем можеби сега за сега за овие големи политики, особено за Европска Унија која што сега не е во исти односи со Америка кои што биле порано поради овие војните? Па да, може да се каже дека постои многу помал интерес за нас, за разлика од претходно. Тој го гледаме, затоа и реков конкретно дека францускиот предлог беше донесен во тој контекст на војната во Украина и особено на инволвираноста, тогашната инволвираност на Бугарија со донесување со пренос на клучни ресурси за Украина да ја помогнат во тие почетни месеци на инвазијата на Русија. И тогаш се направи тој напор, би рекол, дипломатски напор од страна на представници на Европската Унија за да се стигне до такво некое решение кое што има мани, меѓутоа е некакво решение францускиот предлог. Повеќе од тоа не гледаме, значи посебно да се заангажира некој за нас во овој момент, не гледаме. Посебно некој да може да ги разбере и да ги вклучи, да ги искористи предложите кои доаѓаат од нашата влада, не гледаме. Значи не гледаме таква волја затоа што гледаме дека многу се концентрираат напорите на Европската Унија во тоа како ќе се постави, како ќе се помогне на Украина и како ќе се постави безбедносната политика за воиднина, тоест за Европа за да биде многу понезависна од Соединетите Американски држави безбедносно како што се во моментов и како што гледаме има проблеми, значи дека Соединетите Американски држави во овој момент не се партнер на кој може да се ослониш. Така да во таа трка за поголема безбедносна независност, мислам дека ваков мал проблем, овој проблем за нас е преголем, за нив е премал да се трошат ресурси.
Кога сме кај надворешните држави, Кина и Русија, гледаме влијание тука внатре во Северна Македонија и извештајот истото кажува каква е моменталната ситуација, дали има простор за загриженост за овој дел? Па би рекол како што одговорив на претходното прашање, тоа е дека сме премали за да се трудат многу околу нас во ЕУ. Исто така сме премали и за кинезите да се трудат премногу кај нас. Знаеме дека имаше економски врски со Кина, автопат и така натаму. Има економска соработка со Кина. Можам да забележам дека амбасадата во последно време е особено активна, не знам дали сте виделе на социјалните мрежи, меѓутоа особено во оној дел на културата и промоција на културата и културната соработка помеѓу двете држави. Во таа смисла постои одредено кинеско влијание кое е многу ограничено и многу малечко. Мислам дека јас барем не гледам за некои задкулисни игри или некои посебни напори од страна на кинеската држава да влијае на политиките кај нас. Значи повеќе се оди на тие меки мерки и во однос на културата. Во однос на Русија мислам дека тука е поголем ангажманот, но сепак не е толку голем како што е во Бугарија, како што е во Србија, например, во Црна Гора, особено би рекол во Црна Гора, која што е земја членка на ЕУ, но има културни врски со Русија поголеми. Нашите културни врски со Русија се доста слаби. Кај нашето население постои одредена симпатија, би рекол особено кај етничкото македонско население, христијанско, чувствуваат некоја поврзаност по православна линија и гледаме на социјалните мрежи доста поддршка за Русија во однос на војната. Особено кај десно ориентираните етнички македонци. Имаме неколку политички партии помали кои исто така делуваат тука со многу мал успех на изборите и многу мала популарност генерално земено, кои се раскарани меѓу себе и така натаму. Меѓутоа постои така како едно милие, би рекол, со кое што може. Колку реално Русија вложува тука напори, колку реално амбасадата влијае, да речеме, дали во бизнис секторот, кај политичките партии, граѓанското општество, не можам премногу тоа да го видам, но дефинитивно таа опасност и интересот на Русија за да не закочи нас во евроатлантските интеграции постои. Меѓутоа, мислам дека се случува доста често во Македонија тоа руско влијание да оди преку Србија или преку Унгарија како прокси држави. Ние досега имавме оптимистички ноти дека се надеваме да успееме во интеграцијата, но што ако не успеваме? Каде е вината? Кај нас или Европска унија? Па, вината ќе мора да биде споделена, поради тоа што, ајде прво ќе зборувам за вината кај Европската унија, што не остава во чекалната веќе повеќе од 20 години. За тоа што имаше особено при промената на уставното име и референдумот, имаше големи ветувања од видни европски државници дека само уште овај понатаму беше ладен туш француското вето по бугарското вето. Така да тука мислам дека има одговорност. Исто ако се навратиме на извештајот на Вајц, во неколку од коментарите кои европарламентарците ги имаа во однос на извештајот, исто така се зборуваше и за одговорноста на Европската унија во однос на нашиот напредок. Значи, таа свесност и постои кај одредени сегменти и во самата Европска унија, постои свесност и фрустрација кај нас. Во однос на нашиот пат, ние се градиме како држава во таа рамка на европски интеграции. Сите реформи всушност кои сме ги направиле во однос на демократизацијата, во однос на заштитата на човековите права, сите тие потекнуваат од Европската унија, од желбата да се биде член на Европската унија и внатре, значи тоа оди во рамката на тие неопходни реформи кои се дел. Доколку го немаме ние тој некој
условно ќе го наречам како идеал, меѓутоа тоа не е идеална творевина, далеку од тоа, меѓутоа како некој ветување за повисок стандард, за предвидливост, за развој. Доколку го немаме тоа, мислам дека многу помала ќе биде и политичката волја кај нас. Така да неопходно ни е тоа да не одржува во кондиција и да имаме некоја рамка во која и самите граѓани или граѓанското општество ќе се борат за некои такви идеали. Мислам дека доколку ги изгубиме тие идеали, дека многу потешко ќе може да се водат процесите во самата држава. Тоа е опасно да дефинитивно имаме одговор дека немаме шанси за влез. Тука ќе се створи еден вакуум на влијание, каде што ќе можат оние проруски, например, политички партии кои ги спомнав, да го пополнат тој вакуум, да станат многу попривлечни за граѓаните, да се вовлечеме во некои други меѓународни води, каде што борбата против корупцијата не е толку важна, каде што особено заштитата на човековите права, заштитата на медиумите, слободата на медиумите, така натаму, квалитетот на демократијата не се толку важни. И значи ние во однос на тоа можеме многу да паднеме со стандардите. Ние сме при крај на нашиот разговор. За крај, која е пораката која што граѓаните треба да ја добиват од овој извештај? Пораката е дека продолжуваме со старото, дека нема нешто ново, дека предизвиците остануваат такви какви што беа и дека тие барања кои ги имале граѓаните и пред извештајот остануваат истите барања кои мора да ги имаат и дека мора и граѓаните да си го најдат своето место и да бараат од институциите испорака на реформи и имплементација на законите. Значи не сме граѓанството да остане пасивно и да се сведува само на избори кога има. Благодарам многу за времето и за целиот ова дискусија и се надевам дека следната година ќе имаме поразличен извештај. Ви благодарам и на вас за поканата. En këtu mbyllim këtë bisedë së bashku sa i përket raportit të progresit i bërë nga raportuesi Vajs. Në fakt problemet kyçe qëndrojnë ato për cilat ne folëm, korrupsioni, gjyqësori, polarizimi në brenda Maqedonisë së Veriut dhe gjitha këto për të cilat edhe e ulin ndoshta rrugën drejt Bashkimit Evropian, por ndryshimet kushtetuese mbesin ato kyçe sa i përket fillimit të negociatave dhe hapjes së kapitujve, klasterave dhe rrugtimit pjesës tjetër të mbetur të rrugtimit. Ne mbyllim emisionin për ditën e sotme në këto momente, por patjetër ne do rishihemi sërish së bashku javës tjetër, kështu që një fundjavë të këndshme nga unë.